станува збор за представата Лајање над звездите, ние ја преправивме, го сменивме текстот малку. Театарот пред се е една прекрасна уметност во која актерите се обидуваат да ја пренесат својата емоција на публиката. Ние вечерва ќе се обидеме да ја пренесеме нашата емоција. Најважно е тоа што имаше голем интерес за оваа представа. Ние ги продадовме картите за 2 дена. Огромна благодарност до публиката, до професорката Сонја како наша менторка и до оваа екипа од 20 ученика која неуморно работеше секој ден за успех на оваа представа и уште поважно за успех на една хуманитарна мисија од срце за Теодосија. А ние ќе работиме упорно секој ден од денеска натаму да направиме уште една, 2, 3, 5 колку изведби да треба, само да помогнеме на тоа златно девојче. Во тек на овие 4 години јас растев, се оформував како личност, учев во гимназија, секогаш имав желба да станам дел од една ваква представа на крајот од 4-та година. Никогаш не помислив дека ќе станам режисер, но еве тука сум на оваа позиција и многу ми е мило. Мислев дека ќе биде полесно. Имаше доста доволно предизвици, но сепак успеавме со помош на целата екипа. Сите ми доста помогна за да стане оваа реалност, посебно професорка Сонја која ни беше ментор и со целата нејзина поддршка ни дозволи ова да стане вистина и да стане реалност, да можеме да излеземе пред толку огромна публика. И тоа беше едно позитивно искуство од гимназија и можеби дел кој најмногу и најбово ќе го помнам. Вечерва ќе ја играме представата Тој моје срце лупа за тебе. Тоа се учениците од гимназија Гоце Делчев, на моје огромно задоволство. Јас сум нивен ментор. Преработка на филмот Лајање над звездите со вметнување на парчиња на делови од средношколскиот живот. Пресреќна сум што и оваа генерација го завршува гимназиското образование со една прекрасна представа. Уште повеќе сум среќна и горда на тоа што од иницијатива на моите ученици дојде идејата оваа представа да ја играме за Теодосија. Ова се веќе оформени луѓе кои што освен што се подковани со огромно знаење од гимназиското образование, тие се исто така и прекрасни личности, хумани луѓе кои што се подготвени да работат заедно, да се помагаат меѓусебно.